Ние копавме из 8 метра должина, 2 метра глобина. Делот од татка ми и од мајка ми да ископаме за да имаме вода. Прво беше во мај месец, 24 беше мај. Овој Баси градоначалник што беше, мајка му вика двојојце комши сме. Ајде да ојме, водата е земале. Ја помислив водата е земале написмено. Слегва долу ке домон сред село, гледам, тишина, народ нема. И на вработениве од Дримкол, им бела жени, ке се луѓево им бела, водата е земале, да се псава, мислев написмено. Луко рече, ние затвореници сме, рече, од затворот од Струга не донесве, рече, да копаме, рече, водава ќе ви ја носете ленкамен. Ја му вела, како бре ленкамен, реков ја. Ние немаме вода лете за нас, пак е ленкамен да пијат вода, реков ја, буџованина, и му набрав тогашните буџовани. Од бивша Југославија беа сите. Од Јаков Лазаров, од Никола Ѓунчев, од Таја Уранија Поповска. Сите име таму елитно населје беше и од бивша Југославија, тој некој Ставрески, не можете да ти набрија, поќе бее. И тие да имат вода вевчанска да пијат, ние да се сушиме овдека. Веќе жените почна да идат со седеца да строи, зашто можеби на печалба наши оде. Ние сами жени се боревме. И ние во каналите влеговме, нема да копат. И иде комбина, 5 комбина бее, отпуштаве тамне треолка и кучиња, и шмајзери на ними, специјалци бее тие, високи едни, абе се десурат, очи се да им се гледа. И на тој главниот му вела, чиче бре, ке сте чинисали вие, реков ја, што е, ние нападнавме Југославија, ние реков, вие дојдовте ке нас, реков, што е работава? И тој се да ми сопуле главниот генерал. Ја му вела, слушај, ја не имам ни мотика, ни копачка, му реков, мајте ако сте за мајне. Ја им бела на жениве, жени што чекаме, мајте, реков, во ендецине да се форлиме, да си ја спасиме водава, реков, после нас ќе не истушат, буџовани не ќе пијат вода. Ја прва скупна во огнот, заправо специјалците не ме удрија, нити покуше, само ме крена еден загуша и пак ме предаде на плавиве. И сега мене, ја млада бев тоа, ја се опрев со нозеве вака и рецеве на комбето и кладов, а 2 жени пред мене да ме бранет, ниеден од Македонија или од бивша Југославија не покуша да дојде, да рече што е и како е. Само од Лјубљанско дело. Повторпот кој дојде уште полошо не најде. На 7 август, еве ја книгава. Ќерка ми изопре и неја со теја, син ми, дете беше мало. Наредено е, рече, да те оперет тебе за да се уплаше другите. Ја реков нека ме оперет, ја кладов глава в торба. И отидовме сега, баш на Бералиштено, прво ке се застаните автобусом, прва на станица, се собравме тука, наредивме дерва, трупи од по куќите што гледавме, дерва, редевме барикади. До тука дојдве, погоре не може да оде, после и пуше полицајците. А во меѓувреме мене ке Дримкол, онде Јумко, ке го викат, ке беше пекарата, сворти се една греда, удри ме понодзе. Некој ме нашол, виден денеска не го памта човекот кој е, ме онде со болница. Болница ме носат таму, ја не знам од болница. Се наждам на тебе, купој жени имаше опрани. Се наждам на тебе и ја те го идет болничкото. После уште полош. После дојдве полицајци сите дена, можда имаше 500 резерва внетре, можда имаше 2-3 полицајци распоредени. Сантим Југославија бивша е нападнавме ние. Со голиреце. А ние по цевките одевне, окти си беше заминато, околу церквата, директно за Еленкамен водата одеше. Ние сами издупивме цевките, кажва. Сите жени беа со мотичиња, ја не бе. Ја лост направив да кривам на цевките. Со лостој се поредивме, можда 300 жени се поредивте и лостоите дола и изгора цевките и става. Не може да ти докажа полицајците беа вака.
Повеќе полиција имаше од Вевчани луѓе што има. И за 7 август ми се јаве Драган Сербин, еден од Радио Белград, ама тој преносвел директно во Белград. Македонец ниеден не се покажа. Нашиве нека не живе тич македонциве. Се плашат, саде Вевчани не се плашит од полицаец и од било кој во внатрешно. И по судо и одевме. После дојде Крстошханата, снима филм од Белград за Вевчани. Се собри новинарите од цел свет, дојдве да се прочијат во светот. За Вевчани беше тога, немавме ни струја, ни телефони. И Крстошханата кога дојде, тој снима филм за Вевчани и прва награда во светов ја доби за документарен филм. Тога се разбра во цел свет во Вевчани што се прави. А сега Вевчанец не се плашит. Ретки се тие. Жена Вевчанска не се плашит од полиција. Традиционално Вевчани, бидејќи како печалбарско место, жената реално носела голем терет на оно што значи домаќинство, меѓутоа оно што значи заедница. Така било и за време на народно-ослободителната борба, обично тие што излегле партизани или морале некаде работат, жената е таа што функционирала во Вевчани. Една импресивна борба на жените, пред се на жените. Имаше барикада Здравствениот дом, жив штит, джиповите од струга не можеа да продрат полицијата. И беа одбиени. Беше тоа политичка афера, траеше колку што траеше отпорот. Бивша Југославија или Македонија, Социјалистичка република Македонија, имаше некои закони што беа добри, кои и денеска важат. Например, правото на протест и така натаму. Прво, практично, првата вест дека во Вевчани се случува нешто, за 7 август зборувам, ја објави Жарко Рајковиќ. Тој беше новинар на Црногорец, инаку Србин, новинар на дело, дописник од Белград беше. И тој беше дојден во некоја прилика да пишува за она што се случи 26 бидејќи две интервенции има. На 26 мај и на 7 август. Тој се запознава со некои луѓе, за темата му беше 26 мај, дефилето на специјалната полиција и специјалните кучиња во Вевчани. Тоа го презема дело, од дело тргнува таа работа и после се вклучивме сите во смисла на информирање. Го анимиравме, например, сите гласила во Словенија, во Хрватска, во Србија, во Црна Гора и на Косово сите, не правевме пардон за никој. И во Македонија, меѓутоа во Македонија беше некоја друга ситуација, не? Што е и од денешен аспект можеме да го разбериме, не? Односно на македонскиот медиуми во почеток беше катастрофален. Намерно се беше поставено на Гебелцова пропаганда да го убие во поим отпорот во Вевчани, а во позадина одат слики на стари жени во ношни, испотени. Се доби впечаток дека ние сме индијанско племене од средниот век, не од 20. И многу луѓе, кај многу луѓе дури денеска во Македонија тоа има влијание. Инаку ние после ги анимиравме целокупната југословенска штампа и така натаму. Се морам да ви ја кажам уште ова анегдота, како тоа го направивме. Со Мишо Србаковски, брат му од Косто, тој беше во Идрија, јас бев во Сараево. Јас бев пред се во хотел Бристол таму, а одека тоа телефонијата беше слаба, мада Вевчани беше добро покриено со телефони во однос на дури на Скопје. Се договоривме со Мишо да дојде во Сараево, бидејќи тој работеше во Сараево и да реагираме. И кога дојде Мишо, направивме еден текст. Мишо го имаше составено, тој така добро пишува, патетично пишува нешто. Пишува печалбарска поезија и имаше поставено така да се човек наежи на што би рекле. Го составивме текстот, ги викнавме другите вевчанци да дадат согласност во смисла со ова ќе реагираме, го фотокопиравме 50 примероци, повеќе може. На гештетне немаше тога фотокопии уште. И отидовме во Пошта 2 во Сараево. Ова не мора да го сликате. И појдовме таму, на шалтер, го прима службеничката, прима телеграмата, вика моја телеграма дојде, прочита и почна да плачете. Таа почна да плачете. Рече, јас ова не можам рече да опуштам, ќе обикнам шефот. Дојде шефот
И го прочита, нема проблем, рече во реду. Израчуна колку да платиме, пута толку и така натаму, а беше насловено до сите општествено-политички организации во Југославија, како Федерацијата, така и во сите републики и покрајините. На сите општествено-политички заедници, значи влада, извршен собрание и така натаму и до сите медиуми. Имаше една патетична реченица на крајот и тоа отиде. Овој шефот рече вака: сите телепринтери што ги имам јас, рече, сега ќе ги блокирам, овој ќе се отчука на перфорирана трака, ќе го пуштам. И тоа беше како атомска бомба. Кога удри тоа, и седиме ние во не само што во вечерните часови, негде околу пладне го пуштиме во вечерните часови, и се јави од борба. Уште е паметен Маристела Лучич, закаже интервју со нас. И поентата на тоа беше дека ние, печалбарите од Вевчани, во Сараево и од другите, ќе го преземе штрајкот. Да, тоа бе време, ја бевме млади, знаеш. Бевме млади.